Добро вечер, во 19 ги чувте вестите. Одиме сега вообичаено со темата на денот. Тема на денот, официјалниот регистар на Министерството за труд и социјала, стоп за педофилија, односно објавувањето на имињата и презимињата и фотографиите на 100 обвинети граѓани на Македонија за педофилија. Објавувањето предизвика бурни реакции, најразлични, и токму затоа ја одбравме вечерва оваа тема, мислам дека е актуелна. Имам и добри соговорници, Даниела Трајковска, координатор на СОС телефонот при Детската амбасада Меѓаши, и универзитетскиот професор доктор Ѓорги Тоновски, некој социолог. Добро вечер. Добро вечер и на вас, ви благодариме на поканата. Да, во наредниве 50 на минути ќе дебатираме. Јас на почетокот предлагам да ја објавиме официјалниот она што го објави Министерството за труд и социјала пред 2 дена. Предлагам таа снимка да ја видиме прво. Име, слика и адреса. Осудените педофили веќе се објавени на интернет. За сега ги има 100, меѓу нив и неколку жени, но набрзо се очекува нивниот број да порасне, бидејќи се чека правосилност на пресудите за уште десетина педофили. Во регистарот тие ќе останат најмалку 10 години, пошто ако не го повторат делото, ќе може да бидат избришани. Сепак, статистиката покажува дека педофилијата останува најчесто повторувано кривично дело. Осудените лица должни ќе бидат по истекот на изречената казна најмалку еднаш годишно, 5 дена пред нивниот роден ден, па се до крајот на нивниот живот да се пријавуваат до надлежниот судски органи. Со оваа законска обврска тие лица ќе бидат контролирани до крајот на нивниот живот. Регистарот е достапен до целата јавност. Се пребарува и по име и по место на живење. И покрај обвинувањата дека вака се крши законот за заштита на личните податоци на осудениците, Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски истакнува дека ова е единствен начин за заштита на децата. Сепак појаснува, секоја злоупотреба на регистарот ќе биде казната. Да не го злоупотребуваат регистарот, податоците кои се содржани во регистарот со цел заканување, заплашување, вознемирување на осудените лица или на членовите на нивните семејства, или на друг начин да не ги злоупотребуваат објавените податоци, затоа што за тоа следува парична казна или казна затвор до 6 месеци. Само изминатава седмица беа приведени неколку педофили. 60 годишен охриѓанец се само задоволувал пред 20 годишни девојчиња. Директор на училишто Демир Капија сексуално злоставувал 2 малолетни момчиња. И покрај предупредувањата, бројот на педофили во Македонија постојано расте. Надлежните сега се надеваат дека со јавното објавување на осудениците, бројката на злоставувани деца ќе биде намалена. Добро, ова е материјалот што за темата го подготви колешката Мери Јордановска. Се надевам дека режијата во текот на емисијата ќе ја објави, ќе ни ја пушти и снимката од Министерството за труд и социјала со 100 имиња на граѓани на Македонија обвинети за педофилија. Ви кажав кои се гостите. Ова објавување предизвика бура од реакции најразлични. Јас морам да кажам дека како родител сум за тоа да бидат обвинети. Не сум стручњак, не сум експерт за да знам дали како тоа се рефлектира во општеството и дали е тоа добро. И токму заради тоа сметав дека вечерва е добро да разговараме малку околу ваквиот потек пред се на Министерството за труд и социјала. Даниела, повели. Ви благодарам. Секако, значи, ние како прва детска амбасада во светот Меѓаши сме исполнети и среќни и апелираме, ги поддржуваме сите активности кои што се со цел за проширување на јавната свест, подигање на јавната свест кога станува збор за педофилијата и сексуалната злоупотреба на децата, како и сите прекршувања на правата на децата. Сметаме дека еден ваков регистар е потребно да постои од една страна, но од друга страна сметаме дека можеби би можел да биде во некоја полуотворена форма, затоа што со волку јавно представување на
лицата кои што се осудени за педофилија и сексуална злоупотреба на децата, не само што ги загрозуваме нивните животи, него исто така ги загрозуваме животите на сите родители. Значи, и вие самиот рековте, значи, како родител сакам да имам таа информација, но дали би можели да се воздржите од било каква активност кога веќе ќе знаете дека вашиот сосед е педофил? Значи, може би сето ова би требало да биде вака реализирано, но со тоа што секој родител и наставен кадар да има во предвид дали во нивната околина има педофил и со тоа да се обрати до стручните служби, барајќи, значи, за соодветното лице потврда доколку има сомнеш дека во нивната околина има некој педофил, со нивна дозвола и со предупредување на самиот граѓанин и со презимање секако и на иницијатива од самите одговорни лица за тоа, тогаш би можело некако така да функционира. А на овој начин ги загрозуваме како педофилите, така земајќи го, така и жртвите, земајќи го предвид дека ние сепак сме на ова поднебје тука и нашите сваќања, менталитети, размислување се малце поизбувливи и подиректни, така да не знаеме колку ова ќе вроди плод како што се смета. Ние имавме дури еден случај каде што конкретно кај нас во првата детска амбасада миѓеше на СОС телефонот првенствено, а потоа и со прием во самата амбасада дојде граѓанин кој што е родител на дете кое што а сега веќе возрасна девојка која што е жртва на педофилија. Значи граѓанинот беше видно вознемирен и прашуваше каде води сето ова, затоа што сепак ние сме мала земја, мали градчиња, значи таквата информација брзо се шири. Значи првенствено сите од околу соседите ја имале некоја предпоставка дека се има случајно такво нешто. Да, но веќе сега кога официјално ќе биде објавено името на нивниот сограѓанин, автоматски, значи и самиот родител е дополнителен изложен како и жртвата на педофилија. Добро, подоцна ќе зборуваме околу вашето искуство на СОС телефоните. Даниела пред малку ме исправи со право, тоа се СОС телефони. Ќе зборуваме подоцна за тоа кој се јавува, како се јавува, каква помош бараат, дали се претежно деца или возрастни. Професоре, Даниела има задршка околу овој потек на Министерството за труд и социјала, објавување на овој официјален регистар на 100 педофили во Македонија. Вие што мислите? Прво мора да кажам дека ова што сега се случува околу активностите со проблемот на педофилијата е всушност една од оние работи кои што досега честопати не изненадуваше, почнувајќи од ЛБГ, там групацијата, па сите оние паради и така натаму до објавувањето на овој список на педофилите во Македонија и малку морам да кажем дека јавноста е збунета, бидејќи не сме навикнале досега се тоа така јавно да биде изнесено. Дури во еден разговор со мои колеги коментиравме дека малку наликува и на линч, на јавен линч, односно дека на тој начин не само што тие излегуваат во јавноста, туку и тоа е додатно едно вознемирување или доза на вознемирување на самата јавност, што мораме да кажеме во овој нервозен амбиент низ кој што поминува Македонија во ова време е додатна една работа која што го докрајчува, да речам така, овој нервозен амбиент во Македонија. Меѓутоа, мислам дека е добро во однос на овој стар, да кажам, феномен кој што го среќаваме во човечката цивилизација, е добро ако сметаме дека ова е една од оние мерки кои што би биле успешни во борбата против педофилијата. Патем речено, да ви кажам дека, освен оние записи што ги имаме во античкото време, морам да ви кажам дека педофилијата е релативно ново актуализиран феномен во социјалните. Некаде во 19 тоа пожестоко го поставувам општествената јавност како проблем, па дури 1980 година званично е прогласено дека
педофилијата веќе е проблем со кој што треба да се занимава општеството и тоа на еден организиран начин, дека тоа зазема таков замав како што во крајна линија го имавме и во случајот со оние настани во Белгија, па еве сега ова што ни се случува низ Македонија и така Католичката црква исто. Меѓутоа, не сме работата да застане овдека. Се работи за еден сериозен проблем, кој што влегува дури и во доменот на психолошките, односно психијатриските феномени, со кои треба да се занимаваат и тие науки, и кој што мора да кажем дека во голема мерка, со оглед на тоа дека се работи за оние најнежните суштества во човековото општество, нели, предизвикува, да кажем, и не само револт, туку и една доза на непријателство кон сторителите на таквите чинови. Јас би сакал оваа општествена активност, која што веќе започнува, да продолжи да ги поставува прашањата кај сите надлежни фактори, односно субјекти кои што се во редот на таа заштита или контрола на, да речам, детското детство. Знаете. Ова веројатно е еден од тие, според проценката на Министерството, според проценката на оние кои што се занимаваат со тоа, веројатно е еден од тие елементи, меѓутоа останува цел сепак еден сплет натаму, цела палета на институции, организации и така натаму, се до не само од овие званични кои што се во социјалните служби, туку до таму дури преку образованието, па се до невладиниот сектор. Најмногу преку образованието и невладиниот сектор, затоа што знаете, многу е полесно граѓаните да се обратат кај невладините организации отколку директно, затоа што довербата на невладините организации е поголема, конкретно еве ние како и во образованието, например, бидејќи сепак најголемиот број од детската популација е во училиштата. И навистина е доста, да кажам, морбидно кога ќе чуете дека оној на кого сте го довериле детето да ви го ишколува, односно да го формира како личност, да го социализира и да го упати во животот, тој фактички вршил такво насилство над тоа дете. Го уништува животот и иднината на тоа дете. Да, бидејќи тоа не може тоа да помине без последици, тоа трае до животно. Добива травматизирана личност која што цел живот ќе ја препознаваме како таква. Посебно ако нема соодветен третман веднаш после насилството во првите 48 часа. Колку што сватив, се согласувате со Даниела околу таа задршка дека со ваквото објавување мерка, но јас го сметам како еден, ако доколку така се определиле, зашто во тие системски мерки, нели, против овој феномен, ако така се определиле, да, меѓутоа дека е тоа единствен и најзначаен, не се согласувам, со тоа што ние мора да водиме сметка дека ваквиот список, односно појавувањето во јавноста, сега е прашање колку лечи, но исто така колку штети. Сите тие луѓе се членови на семејства, се членови или родители и така натаму, така што тоа сепак има една поширока последица, односно обкружувањето сепак не останува незасегнато од ваквиот потез. Но во секој случај, доколку се смета дека е тоа една од мерките, јас би го поздравил тоа како една активност која општеството треба да ја преземи во оваа насока. Единствени сме во коментарот дека тоа педофилијата е за секоја осуда, лицата кои што го прават тоа се за секоја осуда, апсолутно тука. Науката ја третира како психичка болест. Да. Значи, која што треба да се лекува на соодветен начин. Дури да ви кажем дека во науката, например, постои ваква недоумица. Дали сега педофилијата треба да се третира како сексуална ориентација или пак како еден деликт кој што се врши во сферата на сексуалното.
Знаете. Служувам со вас дека треба Имате- посебен третман, но тука го поставуваме во едно и прашањето каков е тогаш тој таков третман кај нас, значи во Република Македонија. Ако веќе гледаме во кој правец треба да се движи со цел да се спречи педофилијата, значи треба да се работи најмногу на ресоциализација на луѓето кои што биле осудени на педофилија. Тие луѓе се Најповеќе според официјалните овие Точно. податоци, најповеќето од нив се Рецидивисти, повторувачко е делото, го повторуваат делото. Да, можеби и заради тоа се решиле. Значи тоа е токму Тоа е една показателот од дека треба да се изговорот на презема Министерството поголеми. за труд и социјала, зошто ги објавува, бидејќи и покрај издржаната казна, повторно го повторуваат тоа дело. Па вака, во тој правец тогаш би можело да се превземат малце подруги мерки. Во смисла, значи, да се работи на ресоциализација на затворениците, како додека се на издржување на казната, така И исто после така тоа. и после тоа. Значи, воведување на систем на следење на секој педофил или сексуално злоставувач на деца, значи во смисла со посебно вградени алки или чипови, така да се има увид во секој момент каде се наоѓа педофилот во тој период. Ако е во близина на некое училиште или во близина на некое игралиште, да може надлежните институции веднаш да реагираат. Значи тука би можело малце повеќе да се делува во превентивата со цел да не дојде до рецидивизам или повторување. Подобро познавање на популацијата. Тоа секако. Прашање е колку ние нашите служби да рече вршат такви истражувања. Знаете, Така. почнувајќи И упатување како сакате на дури децата, и така до и на органите на родителите. прогонот, знаете. Еве ние сме сведоци дека имаме голема една расправа околу тоа дали треба да се вратат позорникарите. Треба? Да. Тоа е тоа што значи и социјалните служби. Не може социјална Така е. служба би се могла социјална служба да не знае што се случува во еден град со 10.000 жители. Како може да Знаете, очекуваме прашање е нешто? сега како се тие поставени, Па не колку знам, се затоа што не се мотивирани, занимаваат колку канцеларија. имаат можности материјални и така натаму, но во секој случај доколку вие сакате да се борите со девијантните однесувања, бидејќи ова Треба е да се тргне во во крајна корена. линија е девијантно однесување кое што во себе има огромна доза на кривично однесување, знаете, односно Да. на Кој што бара кривично посебен третман. Да, бидејќи станува збор сепак за напад на личност. Знаете, и уништување, И тоа во сакате најмали често пати, години. дури и уништување или барем оставање на траги на Трајни таа- последици. на таа Така е, личност, така, знаете. трауми. Значи, сега ако општеството сака тоа, тогаш мора да ги оспособува тие служби. Што сакаме повеќе кога ќе тргнеме од тоа дека во нашите училишта нема вработено педагог и психолог или дефектолог. Значи Да. како би очекувале да се следи целата таа состојба доколку немаме стручни лица кои што би работеле на тоа конкретно или доколку стручни лица кои што понатаму ќе работат и со самите наставници кои што се во директен контакт со учениците, Да. за да може да го следат секоја промена на детето. Имено. И доколку се утврди одредена промена да се интервенира директно во самото семејство, да се изврши увид. Значи, Мене ми е зашто проблем станува збор за да може да... ако наставник или член на тоа училиште, на тој персонал таму, гледате, правил некакви такви блудни действија, имате психолог, имате педагог, зашо во Каде е одговорноста во некој тогаш? училиште тоа се комплетирани тие Така. овие служби и сега одеднаш испаѓа дека никој не знаел. Би се молам 20 години, вели Весна, 20 години тоа Да. го прави, никој не Точно. знаел. И ние во детската Јавноста амбасада за се тоа очекуваме. коментирала, значи јавноста била информирана, а овие кои што се вратат до него, во канцеларијата до неговата, Колеги ништо не не знаат. Немале увид. Што правел тој психолог, што правел педагогот? Значи седа заклучен во Се во служуваме. канцеларијата, пиел кафе и ги озборувал колегите. Комплетно се служуваме со Тоа е, професора. значи, и тоа се тие служби. Да, да. Значи одговорноста, И тие- сите ние се згрозуваме и после тоа се излегува на телевизија и се вели ние сме згрозени од овој тоа, грозоморан останува на начин. тоа. Чин, меѓутоа не застануваме тука, значи каде е тогаш одговорноста? Одговорноста не никој е ги само кај повикува. тој наставник, Никој не ги него е кај повикува на сите останати. одговорност, на одговорност се е само тој кој што тоа го Направил. направил. Мора да има тука некој пропуст. Реков дека Даниела е координатор на СОС телефонот. Така. Може За се деца млади. вака по-пластично за гледачите на 19 да објасниш на тој телефон Така. се јавуваат претежно деца врз кои што е извршено насилство или во нивно име некој Така, да. повозрасен. Секако. Што
на што се жалат? За какви насилства? Така, значи ние со години работиме, Да, СОС телефонот за деца и млади работи веќе 19 години, пробува да опстане. Значи тука сме се за децата, младите и за сите нивни најблиски. Значи Тие телефони работат 24 часа. СОС телефон за деца и млади треба да работи 24 часа. Тоа е и една од препораките на Комитетот за правата на децата, како и да е хармонизиран со европскиот број и да е достапен од сите телефонски оператори. Значи место 0800 122 22 да го кажеме и телефонот, доколку некој од дечињата или нивните родители имаат потреба да се јават. Значи треба да е хармонизиран со 16611, значи со европскиот телефон за СОС телефон, но за тоа се потребни средства, поддршка од владата. Значи Комитетот за правата на децата во Женева даде таква препорака до владата, но се уште сме во... Вие побаравте од владата? Побаравме, да. И? Па се уште сме во некој... Колку време некој... чекате? Па мислам дека јас сум 6 месеци во Мигеш, пред мене колегите веќе имаат поднесено, значи се очекува на одговор, а сето тоа време кошта време и пари, средства, значи со судни маки пробуваме да обстанеме, барајќи поддршка од општествено одговорни компании. Имало период кога било поддржано, меѓутоа сепак тоа траело кратко, а сепак ова е една институција која што е неопходна за јавноста, за децата и за младите. За жал, колку и да работиме, сепак процентот на дојави од страна на деца е многу низок. Значи поголем број на дојавите, најголемиот број дојавите се од возрастни, кои што се во близок контакт со децата, значи и се сведоци на некои такви чинови. Може би ова се должи, тргнуваме од тоа што децата немаат голема доверба. Значи, не дека немаат доверба во нас, него немаат доверба во институциите и во целиот систем, како и дополнително се плашат од своите родители, затоа што знаеме ваквите чинови, грозоморни чинови, најчесто ги прават нивните најблиски, значи семејството, родителите, нивни блиски пријатели, па еве и како што рековме, сите оние кои што се одговорни за нив всушност вршат тортура врз самото дете. Значи тогаш детето не е охрабрено да се јави да го пријави случајот, затоа што многу често има и случаи кога детето ќе се охрабри, например, да го пријави случајот, но од друга страна доаѓа до една дополнителна тортура со тоа што доаѓа до една институционална злоупотреба, односно префрлање на одговорноста од една институција во друга, и сето тоа кошта време за самото дете. Значи се одолговлечува целиот процес, сторителот на делото е се уште на слобода додека се утврди, и со самото тоа се врши дополнителна тортура како врз детето, така и врз неговото семејство. На крај може да се откажат самите родители или детето од пријава. Сте имали ли случај да се јави дете и да каже мене мојот татко ме силува, ме злоствува? Јас во овој период како сум тука немам конкретно за од дете јавување со ваква изјава. Јас од како сум тука овие 6 месеци, меѓутоа сигурна сум дека имало претходните колеги имаат работено на таков случај. Најголемиот број на јавувања сепак кажувам се од возрастни лица, блиски на семејството, кои што се сведоци на тој грозоморен чин, и за жал многу често тоа јавувањето на СОС телефонот е еден вид на олеснување на својата грижа на совест. Значи се јавуваат затоа што не можат веќе да го издржат тој притисок кој што ги притиска дека се сведоци, а нели со самото тоа кога сте сведок на такво нешто и не го пријавувате, значи сте соучесник во самиот тој чин. Значи го изјаснуваат така, меѓутоа од друга страна доколку не ни ги дадат потребните податоци, ние не може да постапуваме. Значи како би можеле да постапуваме додека не знаеме за кое семејство станува збор, а тие се исплашени што тоа би значило по цена на нивниот живот, заборавајќи од друга страна што значи тоа по цена на животот на тоа малолетно дете. Знаете што почнува веднаш таму, и тука има проблем со тој вид на комуникација, знаете. Веднаш и тука мора да има некоја култура на тој период. Видете, ако вие кажете одма кој се јавува, кај сте, која адреса, кажете како се викате, број на лична карта и така натаму. Ако биде полициски. Токму затоа, господине, на СОС телефонот за деца и млади работат стручни лица, значи педагози, психолози, социјални работници, психотерапевти, кои што првенствено работат на смирување на самата личност. Значи затоа ние имаме одбрано стручен тим. Иако сме волонтери, поголемиот дел од луѓето се волонтери, се со голема љубов да помогнат на луѓето и на децата кои што ќе се обратат на овој телефон. Јас сметам дека и таа бројка која што ја спомнавте вие треба да биде многу поедноставна.
Значи, мисла дека 5 телефони, тоа често пати го зборувам во разговор вака кога сме со колеги, значи 5 телефони се многу најбитни, кои веднаш мора да се вклучуваат и да се запамтливи. Да речеме 911 или 11 и така натаму. Значи тоа е полиција, брза помош, СОС, нели? Така, господе. Значи, тоа се телефони или семејно. Токму во тој правец ја можам гордо да тврдам дека имаме едно спроведено истражување со кое што е докажано дека СОС телефонот за деца и млади 0800 1 22 22 е веднаш послан полицијата по препознатливост кај граѓаните. Значи тоа е навистина високо ниво на препознаеност и на доверба од страна на граѓаните и на децата. Затоа што сепак детската амбасада миѓаше 20 години обстои на овие простори, така да ние најблизок контакт имаме токму со нив, со децата, преку медиумите, со директен контакт во самите училишта, организирање на работилници. Ви сте свое место. Токму заради тоа гордо тврдам дека... Се предлагам малку само да ја слушнеме анализата, интересна е, да ја слушнеме анализата, па ќе продолжиме таму кај што застанавме. Кога навечер мајка ми беше на работа, многу често мојот татко ме допираше на ужасен начин. Кога сето тоа започна, јас имав 10 години. Многу ми беше тешко кога знаев дека мајка ми е ноќна смена, се плашев од тоа што ќе ми се случи кога мајка ми ќе отиде на работа. Се плашев да кажам некому зашто мислев дека јас сум виновен бидејќи не го спречив кога прв пат ми го направи тоа. Секогаш тој ми велеше да не кажувам на никој, особено да не и кажувам на мајка ми бидејќи ако дознае ќе ме казни зашто јас сум виновен за тоа. Овој кошмар трае подолго од 4 години. Оваа година на училиште имавме предавање за злоупотреба на децата. На крајот од предавањето, иако сите останати излегоа од просторијата, јас едноставно останав да седам во неа. Во тој момент се чувствував дека главата ќе ми експлодира. Мојот наставник ме забележа и дојде да ме праша дали сум добар. Во тој момент едноставно се излезе од мене. Му кажав на наставникот што ми се случува дома. Од училиштето ја повикаа мајка ми. Таа дојде и разговараше со педагогот. Во тој момент бев преплашен. Мислев дека мајка ми нема да ми верува или дека ќе ме обвинува дека јас сум виновен за тоа што ми се случува. Таа ме погледна целата шокирана и ме праша дали е точно тоа што и го кажа педагогот. Јас потврдив. Малку ми е тешко да се сетам што точно по тоа се случи. Од тој момент јас, брат ми и мајка ми сме кај мојот Војко. Од тогаш немам воопшто зборувано со татко ми. Малку сум збунет. Мислам дека треба да го сакам затоа што ми е татко, но во исто време се чувствувам дека го мразам заради она што ми го правеше со години. Мајка ми не престана да ме сака и да се грижи за мене, иако од тоа најмногу се плашев. Никој во моето училиште не дознал за ова, а јас не сум сигурен дали некому ќе кажа. Но и да дознаат веќе не ми е важно, бидејќи јас не сум виновен за тоа што ми се случуваше. Ова е сведоштво на дете сексуално злоупотребувано од својот татко. Неговата приказна се најде на веб страницата Стоп педофилија. Во Зенјава вакви сведоштва има стотици. Вкупно 230 лица до 2009 година се осудени за педофилија. За секоја од овие пресуди се крие детски живот полн со трауми. Последиците по децата може да бидат многу сериозни, поготово ако околу случувањето и начинот на распитот како се прави надвор од стручните служби и поддршки, тогаш може да се случи да самиот распит, што се случувало, како се случувало, потрауматично делува од самиот настан. Тоа е едно, а втората ситуација исто така што е многу важна, многу е битна семејната поддршка и во секој случај поддршката која што ќе треба да ја добиваат од стручните лица. Од друга страна, последиците може да бидат какво приврзување емоционално ќе направат децата во периодот на возрастната доба со своите партнери, идни партнери, дали тоа ќе биде избегнувачко емоционално приврзување, дали ќе биде отврлувачко емоционално приврзување. Значи, токму и тука може да се направи одреден проблем. Каков профил на личности се педофилите? Што е она што ги тера сексуално да злоупотреба дете, кое не е доволно свесно за да пресудува и да донесува одлуки? Многу истражувања покажуваат дека тоа се луѓе кои што имаат емоционална и сексуална незрелост, токму заради тоа што објектот за сексуалната
потреба е всушност децата. Станува збор за несозреан и необработен сексуален нагон и основниот проблем е во контролата. Контролата на потребата или нагонот како нагон може да биде присутен, меѓутоа бидејќи повеќето од нив точно знаат дека тоа е неадекватно морално однесување или тоа е практичното расудување кај нив е во ред. Она што не е во ред е тоа што не прават контрола на сопствениот сексуален нагон, односно постигнување на задоволство преку злоупотреба на децата. Многу осудени педофили можат да се видат на регистарот од Министерството за труд и социјална политика. Најмладиот има 22 години, а најстариот 78. Нивните имиња, презимиња, места на живење и дата на раѓање, сето ова го содржи регистарот, па оттаму и секој граѓанин може да провери дали во неговата населба постои опасност по децата. Водени од идејата да обезбедиме максимална заштита на нашите деца и да превенираме вакви појави во иднина, особено затоа што податоците покажуваат зголемен број на повратници на овие кривични дела, осудените лица должни ќе бидат по истекот на изречената казна најмалку еднаш годишно, 5 дена пред нивниот роден ден, па се до крајот на нивниот живот да се пријавуваат до надлежниот судски орган. Максималната казна што може да ја добијат педофилите во Македонија е 15 години затвор. Во други држави постојат многу построги казни. Во Јужна Кореја, например, минатата недела прв пат се изврши хемиска кастрација на педофил, кој повеќе пати е осудуван за напад врз деца. Тој ќе добива инекција со лекови за намалување на либидото на секој 3 месеци во период од 3 години. Не треба да се фокусираме само на репресивните мерки. Потребно е во државата да постои еден систем на превенција кога станува збор за педофилијата. Потребно е да постои едукација за детата, за семејствата, за средината, за општеството во целина. Мислам дека тој факт се пренебрегнува. Насочувањето само на репресивните мерки нема да го даде потполниот ефект кој што ни е потребен. Случаите на педофилија веќе се бројат со стотици. За секој од нив останува еден осакатен детски живот во кој во иднина ќе треба многу да се работи, за барем малку да се ублажи траумата од преживеаната злопотреба врз оние најнемоćните. Вашите мислења, коментари, прашања на Facebook и Twitter. Интерактивна комуникација во 19 на facebook.com/19 и на Twitter со хаштаг 19. Да, дебатата ќе ја продолжиме, само вообичаено Јофе, има ли реакции на социјалните мрежи? Па да, ќе одиме најпрво со коментари на веста за објавувањето на овој регистар на дел од македонските онлайн медиуми. Првиот коментар, мислам дека ова е најдоброто решение да се заштитат децата, може веднаш нема да има значителни резултати, но со тек на време ќе се шири информацијата и ќе има ефект. Друг коментар вели, браво за оваа влада, само така продолжете напред. Друг коментар не се согласува со ова, вели класична глупост. Дополнува само педофилите ќе имаат корист од ова, ќе тужат државата за оштета, бидејќи законот е во судир и со другите закони и со уставот. Уште еден коментар сличен на овој, вели, со ова се нарушува приватноста, оваа власт не знае што да прави, сега ќе крши човековите права, сепак педофилијата е болест, а за тоа тие си одговараат пред законот, како секој еден граѓанин кој ужива права. Ова ќе биде во корист на педофилите, што имаат право да ја тужат државата пред судот за човекови права во Страсбур. Уште еден ваков коментар вели, човекови права, прашува педофилите се луѓе, тука ништо не се прекршува, никакви човекови права, ова е пример од други европски држави. Вели, нема лек за ова болест, постои само еден начин да се сопрата, тоа е кастрација. Друг коментар вели, може би требаше многу порано да се направи ова со објавувањето на регистар со педофилите, сигурно многу деца ќе се спасеа од доживотни трауми, но како што вели народот, подобро некогаш отколку никогаш. И ќе одиме со коментар од Александар кај нас на 19 фан страната на Facebook. Вели, зошто се издвојува педофилијата како најстрашен извор на траума на детето, дали не е траума ако тоа дете секојдневно се малтретира телесно и психички во кругот на семејството и надвор од него, но изостанува сексуалната компонента.
травма, дали не е травма ако се злоупотребува детскиот труд за просење, вели тој, дали институциите немаат општествена одговорност пред да отворат уште еден лов на вештерки, да се запрашаат дали тие не се виновни за дисфункционалните семејства, кои ги има се повеќе. Колку тој министер за труд и социјална политика направи да се среди социјалната положба на населението како еден од предусловите за психосоцијален мир и намалување на девијантноста. Конечно, можеби најдобар дел е тоа што казната има рок на траење, меѓутоа стигматизацијата од најмалку 10 години може да има последици буквално со генерации. Тоа се засега коментарите. facebook.com/19, на Twitter #19. Професоре, ги чувте коментарите, еве, отприлика како се движи размислувањето на граѓаните? Сакам на две работи да коментирам сега во врска со овие јавувања. Значи, прво, ова не е нешто што е сосема ново. Значи, ова е само збиено на едно место, она што сме го знаеле досега. Сите тие се осудувани. Да. Значи, не е дека не се познати. Знаете, пресудата, но сега се на едно место и јавно поставени таму заради тоа што сега ги имаме овие можности со овакви медиуми. Тоа е прво. Значи, тука нема нешто што не се знаело околу нивното однесување. А второ, мора да кажам дека тука исто е добро што е покренато прашањето за таа, условно да ја кажам, казнена политика, која што исто така е еден дел од тој синџир на институции и така натаму, и политика, ангажмани, активности и така натаму во врска со ова горливо прашање. Значи, во последните години, не случајно спомнам 1980 година па наваму, значи во последниве децении ова прашање стана доста проблематично и доста се актуализираше, особено во некои земји за кои често, речиси секојдневно во еден период пишува медиумите, да речеме на Белгија или натаму, не знам, Германија, имаше во Германија такви помасовни пројави, имаше во Велика Британија. Така што состојбата дојде до таму што за тоа мораат дури да расправаат и парламентите на определени земји. Знаете. И се разбира да се посегне и по законската регулатива за да се види како може да се стопира ваквото однесување или барем да се ублажи ако не може да се стопира. Тука е, знаете, пак се вртиме околу на максима, подобро да се спречи отколку да се лечи, но во крајна линија пак и треба и да се лечи ако нештото е болно. Да кажем интересен податок. Например, во Велика Британија актуелноста на тоа прашање доведе до таму што беше предложен закон, да се донесе закон во кој децидно стои дека казната треба да биде кастрација. Значи, не наведува дали хемиска или физичка кастрација, знаете, но кастрација. Во Молдавија во 2011 година е донесен посебен закон во кој стои хемиска кастрација, значи мора да интервенира со закон, бидејќи од тоа се создаде цела една навала на туристи по така наречен секс туризам во Молдавија заради мали дрчиња, кој што беше врзано за педофилијата, знаете. И тоа најмногу, значи, од западните земји, така што молдавскиот парламент донесе закон за хемиска кастрација на ваквите случаи. Мислам, и тоа е прашање дали само едно, никогаш само една активност или само една мерка не може да биде решение, дефинитивно решение. Туку секоја се комбинации или оне, како што рекол малиот, цело е кога има се. Значи, цела една политика е врзана, цел еден сет на ангажмани, на активности, на институции, организации околу тој проблем. И веројатно, добро е што, не знам дали тоа ќе го прифатат или не ќе го прифатат тие што се околу, не би сакал да бидам во тој околиш на луѓе во кои што се објавени, но во секој случај мислам дека ова доста крена прашина, односно го актуализира до ниво кое што досега не беше присутно во македонската практика. Па може би и тоа беше меѓу другото и целта на Министерството за труд и социјала.
една од целите таа за да се актуализира ова многу горливо прашање. Со ова не се запрети, тоа не значи дека денес престана педофилијата како појава, како феномен, меѓутоа и како однесување, меѓутоа битно е дека сепак тоа доби веќе не е веќе Елдорадо, Македонија е Елдорадо. Кој што сака може да прави, дојдете како Молдавија, дојдете сега, имате можности да ги живувате своите што искрени страсти, туку дека Македонија веќе започнува една поорганизирана, посистематизирана акција против ова зло. Даниела, мене ме интересира кога ќе се јави дете на SOS телефонот. После вие што правите? Така, значи, штом ќе се упрати без разлика дали станува за дете или за возрастна личност на SOS телефонот, значи од линијата секогаш стои стручно лице, значи педагог, психолог, доколку е потребно и правник ангажираме, освен во SOS телефонот за деца и млади функционира паралелно и бесплатната правна служба, која што врз основа на случајот постапува со писмени представки. Значи, но додека да дојдеме до писмена представка, прво имаме еден процес, значи прво нели на смирување на самата жртва и на нејзиниот страх, охрабрување. Полицијата за тоа или? Секако, значи посебно кога станува за вакви случаи кои што се загрозувачки по животот на детето и неговата иднина, значи првенствено реагираме до полицијата, доколку не може да се чека тоа да се реагира по писмено, идеме и по телефонски пат. Значи сепак ние сме институција, невладина организација, многу по голема отвореност би требало да има од надлежните институции кон нас. Значи се обраќаме до полицијата, потоа врз основа на заеднички договор од цел стручен тим или откако ќе се има и средба со лицето кое што пријавило, значи исто така освен бесплатната правна служба имаме и психолошко советувалиште, значи каде што може да дојдат да поразговараат за конкретниот проблем и да се најде едно решение кое што е соодветно за нив врз основа на нивните желби и потреби, значи без наметнување од наша страна, значи сами да дојдат до клучното решение, а потоа во наши раце да постапуваме врз основа на тоа. Значи се обраќаме до надлежните институции, нормално Центарот за социјална работа и политика, затоа што е тој наодговорен за ваквите проблематики, доколку нашата работа не застанува тука. Значи понатаму го пратиме случајот, вршиме мониторинг како надлежните институции потоа постапуваат врз основа на тоа, па освен доколку видиме дека пројде некој подолг период и се уште не се реагира, а нели тоа е по цена на иднината на детето, постапуваме до повисока инстанца. Значи, најчесто се обраќаме со писмени представки и до Народниот правобранител, за да може потоа он да ги превземе работите во своја рака и да постапува и секако да ни информира за се останато што се постапува врз основа на одредениот случај. И нормално психотерапијата и отвореноста на вратите во првата детска амбасада се е секогаш тука. И што вели искуството? Задоволни ли сте? Има ли ефектот од тоа што ете, например, едно дете ќе се одважи, ќе се престраши, ќе ви се јави, има ли ефект од тоа после тоа? Па така, мора да бидеме искрени тука. Значи, жалосен е фактот што, повторно кажувам, последниот извештај на SOS телефонот за деца и млади покажа дека има многу висок процент на институционална злоупотреба, значи како што претходно напоменав, значи префрлање на одговорноста од една институција на друга и сето тоа кошта време, нели? Детето е дополнително изложено на траума, значи исто така не постои шелтер центар, значи каде што би можело детето веднаш да се смести по самиот тој травматичен настан, затоа што првите 48 часа ќе се служите и вие професори се најзначајни за да не навлезе, да не предизвика длабоки психички трауми кај детето во понатамошниот живот, така, каде што стручни лица, стручен тим ќе работи со тоа дете, да се даде, ние исто така препорачуваме и бараме од надлежните институции една и единствена изјава. Значи, за да не се дополнително изложува на траума детето со секое давање на изјавата. Значи, што замислите, тоа веќе еднаш го доживеало тоа, потоа треба да го каже на постојано да го повторува, чичко полицаев, па да го каже на кој што можеби не е доволно стручен за да работи со тоа дете. Потоа имаме во центарот, па на судењето, значи детето постојано се зголемува неговата траума. И најчесто по целата оваа тортура, немајќи некогаш и доволно средства, исто така првата детска амбасада апелира да се овозможи некој фонд на средства кој што ќе им овозможи на родителите кои што покренале
постапка да може да го истираат целиот тој процес, затоа што некогаш од неможност да ги овозможат финансиски тие средства се повлекуваат од случајот, самото дете истравматизирано се повлекува или се враќа во самото семејство, замислете, каде што веќе било изложено на таков травматичен настан, па дури и родителот да не е тука кој што го извршил, кога велам родителот може тоа да биде и мајката, не мора да биде таткото, значи останатиот родител му врши тортура на детето да ја промени својата изјава. Значи, кога ќе тргнеме од сето ова, према другите случаи слични. Така, значи замислете како следниот пат тоа дете би се охрабрило да се јави и да пријави или другите деца кои што ги чуле. Исто така другите деца. Ке смета дека е тоа бесцелно. Точно. Како би очекувале тогаш јавување од нивна страна и превување? Иначе Даниела спомна, ние треба тоа да го кажеме јавно дека нема само машка педофилија, туку има и женска. Да, од овие 109 се жени. Интересен е податокот, мислам. Да. Јас малку, да бидам искрен, се зачудив. Но добро. Така. Иначе има некои гледања, да речеме, имате во Европа, например, обиди да се формираат некои невладени организации или движења така за педофилство, односно да се оправдува педофилството, и морам да ви кажам дека е изненадувачки слаб одзивот за дури за приклучување кон тие движења, па дури ако сакате и е многу голема осудата. Наспроти тоа имате многу моќни антипедофилски движења низ Европа. Во науката има различни гледања околу тоа, кажав дека некои го третира тоа како сексуална ориентација, некои како болест, но во секој случај доминира едно сваќање кое што вака мене беше интересно кога ги следам тие работи, доминира едно сваќање дека сепак тоа е остаток од како што е например сериското убиство, склоност кон сериско убиство, како што е тоа, например, канибализмот, знаете, и ова се третира како остаток во човековата подсвест или во подсвеста на човековата заедница, на човековиот род од анималното доба. Значи, се уште непрочистен духот на човекот, на хуманото суштество. Тоа со еден збор се вели колективно несвесно, кое што секој од нас го... И сега некаде тоа избива, знаете. Професоре, сакам на кратко да ве прашам, како социолог, дали педофилијата ја имало во Македонија и порано, но било табу тема. Дали со ваквите потези, со јавно објавување на случаи на стории на педофилија, ќе се допринесе семејствата сами го кријат тоа како еден вид на срам кој што не треба да се изнесе надвор, дали ќе соберат сили да се отворат? Некако на запад ми се чини дека е тоа по-храбри се, по-отворено е. Еве вака, тоа е феномен кој што постоел во македонското општество и кој што фактички стана јавен во оваа форма со либерализацијата и демократизацијата на социјалните односи. Значи, бидејќи таа либерализација доаѓа со цела една лепеза на феномени. Знаете. Во тие феномени нема само позитивни феномени, има и негативни феномени кои што ние не сме ги ни насетувале. Ние некогаш може би тоа сме го третирале како може би тука се појави, но тоа сепак припаѓа на Западот. Таму е таа дегенерација, но тука тоа не постои. И мислам дека е многу добро што сега тоа добива јавност. Бидејќи борбата против негативните, или ако сакате па дури и за поттикнување на позитивните феномени, или тенденции, или трендови, сепак мора да е подкрепена со јавност, зашто тоа подига јавна свест, меѓутоа исто така влегуваат, се отвараат дебати кои што фрлат многу со голема светлина на феноменот и се разбира, нудат многу посоодветни решенија за да се последици, да речеме, на тој негативен феномен. Така што ова мора да го сватиме како елемент на
може би е глупо да кажам, на европеизацијата во смисла на разоткривање на социјалното ткиво. Ајде да видиме што се има во него, да слезиме до најдлабоките пори, за да можеме тоа социјално ткиво потоа да го модернизираме, да го прилагодуваме на човековите потреби и така натаму. Значи во тоа чепкање, во тоа откопување на сите нешта, на прочистување на тоа социјално ткиво излегуваат и вакви појави кои се жални, но вие не можете да ја ставите главата во песок како нојот, па да кажете не постои тоа, зашто се уочува, ама не постои. Не може. Сето тоа, таа модерна активизација, ако сакате, како процес во ова општество кое што сега го градиме, предпоставува се да биде на маса. Ништо да не стане неистражено, ништо да не стане неактуализирано. Да нема табу теми. Се согласувам потполно со професорот. Можеби на моменти целата оваа актуализација и застапеност во медиумите на многобројните случаи на педофилија и сексуална злоупотреба сите нас не плаши. Значи, што е ова? Затоа што нас не беше многу лесно сето тоа да биде под чергиче и да бидеме као со чист образ, ова кај нас не се случува. Ние не сме таква, тоа е негдека далеко од нас. Значи, ние го има и во нашите дворови, го има сегдека, значи со тоа можеби на овој начин јавноста е повеќе информирана и на тоа се должи се поголемиот број на пријавувања, само будење на јавната свест, значи народот се освестува и веќе почнува малку да резонира што е сексуална злоупотреба, што не е, значи до каде се границите. Од една страна. Од друга страна, значи, можеби фактот говори дека... Тоа е опомена и заштита, точно. Дел од контрола. Од друга страна, можеби од тука потекнува фактот дека на СОС телефонот за деца и млади многу помал процент имаме дојава за сексуална злоупотреба и педофилија и воопшто за било какво прекршување на правата на децата во руралните средини. Зошто е тоа така? Можеби затоа што во тој дел нема толку голема застапеност и будење на јавната свест, како што е во големите градови, како што е например во Скопје. Тоа не значи дека во Скопје има најголем процент на педофилија, но значи дека можеби тука јавноста има повисока свест и може да препозна и да реагира. Јас мислам дека тоа јавноста во градовите инаку не дека во руралните нема или немало точно. Или таму е ептен конзервативно, таму тема сите молчат. Еве, Демеркапија ни е одличен пример за тоа, да. Сите знаеле, сите молчеле. Токму заради тоа и ние од првата детска амбасада работиме повеќе на тоа актуализација во руралните средини. Значи не работење само во централното градско подрачје, него и малце пошироко, затоа што децата се сегде деца, значи како што се децата во центар во Скопје, се исто дечињата и во Демеркапија или било каде. Социумот е и во на плоштадот во Скопје и во Мориово. Се е социум. И сите тие социјални состојби, односи, релации треба да се расчистуваат на целиот тој простор. Па ние, колку што се сеќаваме низ телевизијата во последно време, тие истории за педофилија или за такви случаи повеќе ги имавме од некои ептен рурални села, таму во Источна Македонија, што беше шокантно. Веќе не се трпела ситуацијата. Значи некогаш прекипува капачето. Да. Колку и да се трудиме, еве, е болест, сигурно е болест, колку и да се трудиме да на некој начин, еве, јас се трудам да го разберам барем малку и другата страна, односно педофилот, сепак бидејќи прави зло на друга личност, например, јас лично немам никакви предрасуди према елџби групацијата. Тоа е нивни избор, дури ги поддржувам секој како сака да живее. Но ова е веќе правење злочин на друга личност. Едно со друго е сосема различно, да. Така. А од друга страна, како што вие самиот рековте, значи е нешто најнежно, нешто каде што најмногу може да се делува. Од друга страна, сето тоа предизвикува најчесто, јас се зборувам од името на гешталт психотерапевт, значи не само како координатор на СОС телефонот. Значи најголемиот број на насилници и педофили, може да речеме, се сите оние кои што претходно во својот живот биле изложени на таква
тортура. Затоа што они се научени на таков стил, на таков начин на живење. Значи, Може би ако тоа им е нивниот нормално, родител да. на тој начин им ја изразвал љубовта, тој не знае на друг начин како би можел да изрази љубовта на своите деца. Колку и да го осудувал некогаш во својот живот, значи сведоци сме дека најголемиот број на насилници се сите оние кои што во најраното детство биле во такви семејства кои што биле изложени. Статистиката кажува дека тоа најмногу сепак се случува во помаргинализирани семејства, пониските скалила, социјални скалила. Во светски рамки некаде околу 4% е застапеност на педофилијата во сите тие девијантни однесувања. Добро, тоа е баш и некој знак кој што ни кажува дека во кој правец треба да се движиме. Токму во тие семејства треба да се работи за познавање со и унапредување, значи тогаш центрите за социјална работа, стручните лица, педагози, психолози, социјални работници, токму во тие семејства треба да интервенираат. Во секој случај, значи, треба да се има на ум дека зашто се работи за дете и кога е женско и кога е машко. Значи треба да се внимава и на женските деца, и на машките деца. Машки деца има и кај нас пријави на машко дете. Тоа да не се исклучува. И се разбира голема активност, мобилизација на надлежните фактори. Зашто сепак они се одговорни. Јас имам чувство дека тие центри за социјална работа се распаднати, дека не функционираат, дека таму нема ни стручни лица, ни... Не се, секогаш стално било проблем на тие центри. Јас колку што барем ги следам работите, мисля дека од секогаш тие останувале некако помаргинализирани во однос на диоптерот на општеството. Не дека се распаѓаат, туку не можат да заживеат како што треба. Нема доволно пари или не се стручни? Нема доволно пари. Веројатно, зашто и стручноста доаѓа со материјалното. Ако е тоа област која што привлекува внимание, тогаш знаете како. И прво и се насочуваат. Сега имате насочување кон тие работи на оние кои што стварно се заинтересирани за тоа и сакаат да го проучуваат од некоја љубопитност едукативна, не знам од каде, можда од средните училишта или од основните училишта. Или чисто да помогнат некогаш луѓето од таква. Или со желба да помогнат, но дека има некоја професионална посакувана ориентација, дека има некаква стриктна насоченост од страна на општеството со видливи поместувања во смисла на материјално, на кадровско и така натаму оспособување. Не, тие стојат такви како што мене ми делуваат зачмаени, застанати во времето, не функционираат. Но добро. Нема таа оперативност која што фактички се бара, се наметнува. Детската амбасада миѓаш уствари токму во тој правец апелира малце повеќе до центрите за социјална работа, да се работи малце подиректно на самиот терен. Значи, едно е работа од канцеларија, друго е кога сте во директен контакт. Значи, веќе има некои семејства кои што се имаат индикација дека може да постои семејно насилство без разлика. Значи, токму во тие семејства треба социјалните работници да работат. Значи, наместо да одат на пазар за работното време, да одат на терен и да се обраќаат на семејството и најчесто, јас ќе кажам, не мора вие, дека поголемиот дел го поминуваат на пазар, јас така мислам, и не си ја вршат работата. Добро, во секој случај мисля дека третманот на општеството се уште мисля дека не е толку завиден во однос на тие центри, како што е, да речеме, на други. Секогаш може подобро, значи, но токму затоа се овие вакви емисии и сите овие случувања кои што се со цел да не разбудат, за да може да се заживее и да се колку и мене еве лично, колку и да ме шокираше официјалниот регистар, на некој начин го поддржувам да мрдне работата од мртва точка. Добро, факт е дека нешто се прави. Значи, не може да кажеме дека ништо не се прави. Значи, и ова е нешто.
Сега тука треба да се земат Да. сите мислења, значи на сите стручни лица, значи еве конкретно ние како детска амбасада комплетно со задршка, да. толкова отвореност на самиот центар. Еве, интересен е и искрено ставот за децата, значи не само за педофилија. Ќе зборуваме при крајеви за тоа, да ја слушнеме изјавата. Хелсинскиот комитет има став околу ова во последниот извештај околу педофилијата, да слушнеме па ќе коментираме. Хелсинскиот комитет ги поддржува, односно ги поздравува мерките кои што ги презема владата на Република Македонија за сузбивање, да речем, на оваа појава. Меѓутоа, не сметаме дека со регистарот на педофили, во кој што се прикажани нивните лични податоци, дека во потполност се почитуваат човековите права. Ова го зборувам од причина што не само престапникот, туку и неговото семејство со тој регистар ќе биде изложено на ризик да му бидат повредени некои од основните слободи и права. При тоа не треба да се заборави дека родителите, гледајќи го тој регистар, ќе се ограничат токму на подрачјата кои што се содржани во регистарот, што не значи дека со тоа во потполност ќе ги заштитат своите деца од оваквите злоупотреби, особено ако се има предвид дека многу често се случува децата да бидат злоупотребувани токму од блиски луѓе, пријатели на семејството, значи блиски луѓе за детето. Од тие причини ние сметаме дека овој регистар ќе биде на некој начин меч со двеоштрици. И сметаме дека владата, освен што предлага репресивни мерки, би требало да предвиди и некои превентивни мерки, бидејќи превенцијата сепак е нешто кое што недостасува во нашиот систем, особено кога станува збор за ваквите појави. Исто така, Хелсинскиот комитет е против задолжителната хемиска кастрација, која што беше предложена како некој си вид третман за сторителите на ова дело. И при тоа сакам да потенцирам дека да, има таков третман за педофили во Молдавија и во Полска, предвидено е. Меѓутоа, не станува збор за задолжителна хемиска кастрација. Значи, Хелсинскиот комитет би бил за таков третман на престапниците за ова дело, меѓутоа само доколку станува збор за согласност на престапникот да биде подложен на таков третман. При тоа сакам да потенцирам дека доколку владата се реши да направи какви било измени во оваа насока, дека треба да постои една широка јавна дебата во која што ќе бидат вклучени експерти од различни профили и каде ќе бидат земени предвид најновите научни достигнувања, сознанија во врска со ова прашање.